Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Се наоѓаме во екот на она што значи изборна кампања за локалните избори 2025 година. Поканети и ги отвараме сега кога отвараме нашето студио и нашите емисии за политичките кандидати за градоначалници на територијата на цела Република Македонија. Веќе зборувавме со дел од нив, а во период кој што следи, ќе се обидеме да ги донесеме најголем број од кандидати за градоначалници, за да може да видиме нивната визија за тоа како ги гледаат својата општина и што се би направиле за да ја направат подобро место за живење. Токму затоа вечерва ќе зборувам со кандидатот за градоначалник за општина Карпош, господин Сотир Лукровски. Добра вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата и можноста да ме види пошироката македонска јавност и моите соседи од Карпош. Така ќе позборуваме за многу работи поврзани со вашата програма, со начинот на кој што ја гледате општина Карпош да се развива како општина, но за почетокот би сакала да ви го поставам она прашање кое што може би се подразбира, бидејќи ви е прва кандидатура за градоначалник, односно се борите за прв мандат во општина Карпош. Зошто одлучивте да се кандидирате и зошто токму сега? Најчесто поставувано прашање и од моето потесно обкружување и дома која соопштив за моите размислувања на фамилијата и на семејството, пријателите, пие вака по широката јавност. Јас сум човек веќе во зрели години, се чувствувам реализиран на сите можни полиња и сметам дека во ова доба веќе сум спремен да допринесам нешто и за општествено добро. Значи, по редот на нештата, јас сум оние како по едно правило, нели, средно училиште, служување на воен рок, брак, студии, дечиња, значи 32-3 години веќе работен стаж, сум формирал компании, сум работам во моментално во една од нашите најголеми компании, сум водел тимови, сум се соочувал со предизвици и најверојатно после 32-3 години стаж потреба од еден нов предизвик, она што во последниве години се случува со нашата општина, ја губи кондицијата со времето, пред се во ние основни потреби на граѓаните, со тоа јас како карпошанец, како станар во една кула, се соочувам секој ден и со сплет на околности го прифатив предизвикот да влезам во една трка, да отворам едно ново поглавје од мојот живот и да допринесам се таму негде до пензионирањето, да повторно прошетам низ моите мала горд на она што сум го сработил, доколку граѓаните ме препознаат и ми дадат шанса. Што е вашето, односно каква е вашата визија за Карпош? Како го гледате Карпош од сега во следните 4 години? Па видете, ја пред се го љубам Карпош и слоганот оној кој сам некако дојде по себе со љубов за Карпош, за кој некои се подсмеваат. Значи, пред се од некои локално-патриотски причини влегов во цела приказна. Мојата баба која доживеа длабока старост, вака малку да се нашали, ме велеше во се што ќе ставиш љубов, не може да не успее. Дури во манџата века ако ја зачини со малку љубов ќе успее. Мојата визија за Карпош е пред се Карпош да се врати во наредните 4 години, да биде разеленет, исчистен, да возможиме на луѓето да имаат паркинг места, со бизнис заедницата да поработиме. Тие не се само наши соседи, тие се можност за нашите млади, за вработување, за развивање на подобар Карпош, со сите групации на граѓани, спортисти, култура, да направиме еден Карпош каков што го паметиме пред години. Ја споменавте
односно ги споменавте зелените површини, ѓубрето го споменавте, односно сметот со кој што се соочуваат како проблем голем број на општини, но исто така една од почестите забелешки на карпошење, ако ги прашаме, сигурно вие го имате истиот впечаток, е урбанизацијата, односно бетонизацијата на Карпош, а со тоа и недостигот на доволно зелени површини. Како планирате да направите баланс помеѓу она што значи развој на општината од една страна и заштита на животната средина од друга? Јас тоа сегде го истакнувам деновиве, значи нормално е дека општината треба да се развива, како што рековте, треба да се грижиме за нејзиниот развој, нормално е да се таа гради. Меѓутоа, концептот и моето размислување дека таа треба да се гради онаму каде што имаме хумани можности за тоа. Значи во делот на Злокуќани, во делот на Бардовци, касарната Илинден еве малку од граѓаните, од гледачите може знаат, во добар дел и во наша територија, во делот на општина Карпош, таму исто планираме изградба на стамбени објекти, плански, нормално со сите оние пропратни елементи од зеленило, паркинг, предшколски, школски установи за сите оние кои ќе се населат. Нашата општина е интересна. Значи ние бележиме раст на граѓаните во општината, веќе сме над 60.000. Така и овој пат се зголемува и бројот на советници од 23 до 20 преминува во 27. Така да имаме делови каде што имаме услови, би рекол, за една хумана градба. А она што со кое главно се судрувам и можам да кажам дека е прв проблем, барањето, молбите од луѓето да престане да се гради ондека каде што нема услови, не знам, во паркови, пред згради да се прават, стравуваат луѓето. За жал, голем број од државното земјиште е продадено веќе на одредени инвеститори, меѓутоа ќе гледаме сето тоа да го изменаџираме. Најхумано што може во интерес на сите. Нормално е дека луѓето треба да градат. Сега доаѓаме до некои ситуации каде што веќе некој изградил, па некој останал, па тие што се собственици сакаат да градат на другиве кои веќе купиле станови до нив. Им пречи, меѓутоа со една посветена работа и со моје присуство меѓу граѓаните, јас тоа им го велам на сите. Вчера вечерта имав една доцна вака една средба на барање на група на граѓани. Јас велам, можам да ви обекам само дека јас ќе бидам со вас. И дека заеднички со компетентните луѓе и со стручните ќе го бараме решението, чарето, што би се рекло народски. Планираме и формирање на јавно предпријатие Карпош план. По примерот чинам дека Куманово и Прилеп, мислам, веќе имаат, кое ќе се занимава со изработка на сите оние дупови, ревизија на старите, со легализациите. Легализациите се голем проблем на граѓаните, со години чекаат. Јас не велам дека сите ќе бидат позитивно решени и одговорени, меѓутоа мораме да им дадеме на луѓето одговор после 12, 13, 14 години чекање, без разлика дали се работи за настрешница, за земјиште, за предолго се чека за куќи, генерации веќе се менуваат, да кажеме, деца доаѓаат, луѓето имаат проблем. Така да сумирам, Карпош ќе се гради, меѓутоа да го градиме плански, да го градиме транспарентно, да биде тоа еден инклузивен процес со граѓаните. Имаме пар горчливи места, веќе се видов со тие групации на граѓани и се надевам дека ќе се гради Карпош во насока и со задоволство на сите граѓани. Едно од жалбите, не само за Карпош, туку, да речеме, во некои општини има жалење за нетранспарентност при трошење на оно што значат пари на граѓаните. Како ќе обезбедите поголема транспарентност за оно што значи буџет на општината и истите да се трошат, нели, домаќински, рационално? Значи, транспарентноста ми е една од одликите и досега. Сегде каде сум работел, нели, нормално секој имаме некои своји предпоставени. Јас сум од оние луѓе кога и некој не бара од нив, јас сакам да се истакнам што сум сработел, да сумирам низ малку бројки, низ малку статистика, затоа што само така можеме да знаеме до каде сме и каде треба да целиме и што сме направиле. Планираме да направиме апликација Мој Карпош, преку која граѓаните ќе имаат, би рекол, општината на дланка. Значи, со 1, 2, 3 клика да може да стигне до сите информации.
дали ќе биде тоа што се нуди во тековниот месец од културни настани, од спортски, дали ќе биде одредени информации за вадење на документи, да не мора да доаѓаат, па да се враќаат, да го губат времето, да земат денот одмор за да завршат работа во општина, така, меѓу другото на таа апликација, ќе можат и во секое време преку финансиските извештаи да видат како општината ги троши нивните средства. Значи сето тоа би било достапно на таа апликација која што планирате да изработите, дури трошењето на неамните средства. Секако. Значи Карпош план е едниот, каде што ќе се внимава, односно ќе има план за како се урбанизира целата општина, а апликацијата Мој Карпош е за сите настани. Тоа ќе носи и одредени преку неа ќе дојдат карпошани до одредени субвенции, со сите, ајде да кажеме, субјекти кои се во општината, разговарав со голем број на стопанственици, имавме трибина, еден убав панел, бизнис панел, разговарав и со здравствените капацитети, приватни, јавни, да ги направиме подостапни, да искористат граѓаните. Ги имаме двете најголеми болници на територија на нашата општина со кои можеме се гордееме како држава во балкански, па би рекол и во европски рамки. И ајде да направиме да имаат и карпошани некаков бенефит од тоа што се во нашата општина, така да преку таа апликација ќе имаат и одредени поволности моите соседи, моите сограѓани. Кога станува збор за соседите, сограѓаните, мора да обрнеме внимание и на младите. Оно што често доаѓа од устата, од мислите на младите е дека за жал немаат место за себе, односно им недостасува тој простор каде што ќе можат, нели, да го прават сето она што младите го прават, па од спортски активности до место каде што ќе можат да се дружат. Како планирате да ги таргетирате младите и што би направиле за нивен подобар живот во општината? Младите веќе ги таргетираме. Младите, за жал или за среќа, не се многу заинтересирани за политика. Се менуваат времињата. Кога јас наполнив 18 години, кога станав полнолетен, коинцидираше со формирањето на нашата држава и формирањето на партијата и така натаму. И нас тогаш не водеше може некој друг занес, некоја друга мисла. Денеска гледаме една така, ајде, незаинтересираност во тој дел. Јас сум татко на 3 деца, од кои двете веќе сериозно полнолетни, при крај на студии, и како сум заинтересиран и таргет ми се младите. Значи треба да им дадеме простор. Ние веќе имавме една дружба, едно другарување, некои стотина млади се собра, и тоа во добар дел деца кои не се, да кажеме, ни преку семејствата изврзани политички или определени, него едноставно преку моите соседи, преку моите деца. Така малку поразговаравме, ги видов нивните размислувања. За наредната недела ќе се организира и еден панел на младите, каде што они ќе ги кажат своите потреби и очекувања, барања од општината. Јас ќе бидам нивни гостин во програмата која веќе, нели, пред 10 дена или колку има е готова, сублимирана. Имаме сет мерки на поддршка на младите преку субвенции за млади таленти, стипендии за децата кои покажуваат особен успех во средношколските денови, во студентските, па и основците. Значи, поддршка преку субвенционирање на испитите за возачки дозволи, купување на велосипеди. Значи, сето она што една група од најрана возраст, помош на децата во основните училишта, односно на семејствата, преку одредени еднократни, нели, набавка на ранчиња, во школите планираме во училиштата да во секој момент обезбедиме најосновните оние хигиенски средства, да го растеретиме она што е пракса до сега, ќе платите волку толку за детето да има раце да измили во тоалет доди, така да од најраната возраст преку тинеџерите до младите кои веќе стапуваат во брак, субвенции за младите брачни парови, за новородените дечиња, одредена еднократна помош, предприемништвото за младите да го лесниме, така да младите ќе ми бидат секако таргет, и би сакал да имам и во рамки на општината, дали ќе биде тоа формално или неформални совети, меѓу кои ќе има и совет на млади, каде што ние кои ќе покажат
интерес и се амбициозни и ќе допринесат да бидат советодавни во општината, да заедно ги решаваме потребите на младите. Како би си избирал тој совет на млади лица? Го треба да покаже прво интерес за да учествува. Нормално дека јас веќе вчера за оваа средба што ви спомнав, имав едно девојче од 22-3 години кој на нејзино барање дојде во просториите и разговаравме за еспорт. Нешто што мене моите повозрасните ќерките вајда се веќе во возрасно доба, малиот синот е во тој дел и преку него слушам дека функционира такво нешто, дека има светски првенства, европски е спорт. Дојде девојчево, имале клуб, дали би не помогнале, така да такви деца ќе се... Да, сигурни доста информации од нив ќе добивате. Па заинтересирани да одат на додипломски, на одредени студии во странство, значи сето тоа ќе биде наш таргет, а верувам дека тие сами ќе се isprofilираат од масата на млади и ќе ми биде драго да работам со една група на такви деца. Кога станува збор, а и нешто што и вие самите го споменавте, а тоа е поврзано со движењето, со извршувањето на секојдневните обврски кога станува збор за животот во било која општина. И тука несомнено мора да зборуваме за сообраќајниот метеж, но и за потребата и за предизвиците поврзани со паркинг места. Го споменавте вие ова како дел од вашите планови, но како планирате да се подобрат условите и да се, ајде да речеме, намали сообраќајниот метеж, но и да се воспостави место каде што ќе се наоѓаат паркинзи, дали сметате дека можеби треба да се изградат повеќе нови гаражи или пак на кој начин би го регулирале оно што сега навистина знае да биде проблем и предизвик кога станува збор за Карпош? Значи, мене ми е многу жал, јас веќе 3 месеца разговарам на локални теми и разговараме за основни потреби на граѓаните. Значи, ние не разговараме за кој знае какви грандиозни проекти, кои нели бараат време, средства и ќе допринесат за квалитетниот живот на граѓаните, туку ние зборуваме за 3-4 проблеми кои се основа. Значи, зборуваме за сметот кој ќе поминавме, паркингот се наметнува, аерозагадувањето, ова што исто веќе го спомнавме, градењето и така натаму. Кога сме во делот на паркингот, неколку сегменти треба да активираме. Значи, прво да видиме, имаме еден дел на хаварисани возила, еве и на нашиот паркинг, ние сме неколку кули на заеднички паркинг. Имаме пар такви, значи мораме да идентифицираме првин тие да ги ослободат, верувам дека се голема бројка и со нивното соодветно отстранување ќе се добие еден помал дел на, додуша помал, меѓутоа секако ќе се добие дел на паркинг. Платформите на постоечките паркинзи во Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, во Влае и на Млечен се во нашата програма. Ќе видиме што ќе добиеме со изградбата на платформите. Ќе видиме како тогаш ќе дише Карпош во делот на паркингот и сообраќајот колку ќе олесниме. И крајно размислуваме и за оној концепт на платен паркинг, нели, зонско, кој во некои делови се покажува како оправдан затоа што имаме автомобили, имаме возачи кои ги оставаат автомобилите преку цел ден во нашата општина, па си работа таму каде што е, да речеме, платен паркингот, а ваму им е бесплатно. Што би се рекло во духот на вашата емисија за или против, мислењето се менува и кај граѓаните. Имаше некои анкети имало пред 10 години, а сега нели апропо потребата ги враќам, учам, каде што само 30 не цели 30% од граѓаните биле за зонско паркирање. Сега веќе скоро 60. Значи, луѓето притиснати од потребата, вртат, јас сега денови актуелно нели она водење од врата на врата да се запознам со луѓето и наидувам на генерации на возрастни кај Верот Авталиџе, спротива во окулата, вели луѓе на 60 годишни, вика, ние не излагаме затоа што кога ќе се вратиме нема кај да паркираме. Значи, до таму оди работа. Пред нивната зграда е направена скоро зграда, тука има некој кафич и така натаму, и тука е невозможно да паркираш и луѓето, замислете, стои возилото паркирано и тоа е така и така. Значи, веќе размислувам и во тој праве, со тоа што морам да потенцирам за граѓаните на Карпош, паркингот ќе биде бесплатен. Во таков случај, за најмалку 2 возила по семејство. Така да тоа се пар мерки со кои планираме да го
да го растеретиме паркирањето, да видиме со еднонасочни улици дополнително ако треба да направиме, да го добро обележиме, да ги обележиме улиците со пешачките премини, особено околу училиштата, планираме редарски служби во и надвор училиштата, во ударните термини на сабајле на утро кога одат дечињата на школо, таму во делот на Козли имаме поплаки на преминувањето на улицата, размислуваме ако иницираме волонтери, наутро да речеме во терминот меѓу 7:15 и 7:40 кога децата одат да бидат присутни на паркингот со едно зелено елече, па да ги сопрат возилата, да можат децата да поминат, доколку не изнајдеме волонтери, дали ќе бидат од младите или од пензионерите. Размислуваме и на потикнување со одредени договори, бенефиции на терет на општината. Ако станете, зборувавме за многу проекти, за многу идеи кои што ги имате, но ме интересира ако станете градоначалник, кои ќе бидат првите, да речеме, 3 проекти кои што ќе ги почнете, 3-4 проекти? Еве, дали ќе се сконцентрирате повеќе на младите, на сообраќајниот метеж, на паркинзите, на чистотата во самиот Карпош, што ќе бидат првите, да речеме, проекти со кои што би се зафатиле во вашиот мандат? Значи, она што е горливо сега да не се повторуваме, нели, вртиме се околу сметот е, нели, подхитно и депониите треба, не ги напоменав, имаме тоа е превоочливо, меѓутоа станува сериозен проблем кој што мора да се реши. На неколку места имаме депони во делот на Лепенец, на Горно Нерези, значи тоа е основно со кое ќе се зафатам. Значи прво со депониите, со дивите депонии. Точно. Паркингот паралелно го тераме и пар проекти кои еве не ги напоменавме, значи тоа се два големи мегапарка, паркот кој го нарековме 10-20 во делот на течението на Лепенец, од Бардовци ќе се протега поред Злокуќани према Влаје, тука имаме негде околу 500.000 метри квадратни државна земја, планираме голем парк со ботаничка градина во централниот дел, во која ќе засадиме тропски, медитерански, автохтони растенија, дрва, картинг стаза со европски стандарди, со надеж сме да донесеме на колкава површина е? 500.000 квадратни метри имаме таму на располагање државна земја, која сега во моментот во многу делови е депонија. Терен за голф во тој дел, имаме 3-4 голф клубови, немаме терен, одат во Охрид играат скопјаните, таму има терен. Заинтересирани се и амбасадите, амбасадорите, со неколку веќе разговаравме да помогнат со инвестиции, со финансирање на тој парк, значи забавни содржини за најмладите, така да го претвориме тој дел од Карпош во една добра содржина за разона да не само на карпошани, туку и на скопјани воопшто ќе биде на ниво, да речеме, на еден градски парк кој ќе биде и ново белодробје. И само на кратко сега, не знам, јас може малце се вака и ова е многу значаен проект, бидејќи секогаш ги прашуваме градоначалниците без разлика дали сте актуелни или некој што да избегаме малце од сметот и од меѓутоа она што навистина на Скопје му недостасува се повеќе зелени површини. Така што станува збор за навистина голема површина. И ако успеете да Ние пред недела дена бевме заедно на тој терен со господин Торце Георгиевски, кој е кандидат за градоначалник на Скопје, верувам дека ќе биде градоначалник на Скопје. Имавме изјава за медиуми од самото место и тука во близина ни е и оној мост кој за жал сега не е во функција, кој има уште некои технички работи да се дозавршат, мостот кој ќе ги поврзува Карпош 4 и Злокуќани, значи Скупи и Љубљанска, и тој ќе допринесе исто за подобра циркулација према паркот кој го планираме. Ветивме дека господин Георгиевски вети дека во првите 6 месеци ќе се пушти мостот во функција, така да ќе го растеретиме и сообраќајот во тој дел ќе може луѓето полесно и побрзо да трансферираат. И уште еден проект имаме кога збориме за обновување на зеленилото и парковските моменти, тоа е во делот на средноводно, исто заедно со градот ставени и во програмата на Орце, Хайкинг Делта парк го нарековме, кој од подножјето таму негде над последните куќи во Карпош од 3 точки ќе се поаѓа, значи негде таму близина на црквата Свети Јован, па централно, па ваму во Нерези, велопатеки, пешачки патеки,
ќе го направиме инклузивен, ќе ги вклучиме сите оние здруженија на планинари, на велосипедисти, да ги видиме нивните потреби, значи 3 патеки кои на крајот ќе завршуваат во една, затоа и Делта, нели, која ќе биде тој појас ќе го појачаме со 10.000 нови автохтони дрва, со тој ќе појачаме заштитната средната заштитена зона на водно, ќе допринесеме за нова вегетација. Ќе изградиме содржини низ патеките од типот на Летниковци, каде што луѓето ќе може да поминат и малку одмори, ќе оди тоа се до средно водно ќе биде завршетокот. Тоа се 2 убави проекти за кои исто љубам да зборувам и она се што е пропратно што веќе го зборнавме, тоа вака навидно може да изгледа наивно, меѓутоа верувам, претпоставам дека ќе ни земе огромни средства и ќе бара огромна енергија. Меѓутоа ќе правиме се да покажеме резултати уште во првата година, да почувствуваат граѓаните дека некој нешто работи во општината. Значи почнувате со решавање на дивите депонии, сметот и со тоа автоматски повеќе зелени површини. На територијата на општина Карпош. Овој прв дел ќе го заокружиме тука, но во вториот дел сакам да се осврнеме и на останатите предизвици поврзани со животот на карпошани и секако оно што очекувате како е резултатот овие локални избори, но ќе направиме тука една кратка пауза, почитувани гледачи, и се враќаме забрзо назад во студиото. Добре дојавте назад, почитувани гледачи. Вечерва разговарам со кандидатот за градоначалник за општина Карпош, господин Сотир Лукровски. Во првиот дел се осврнавме на вашата визија за Карпош, како гледате на развојот на општината, што сметате дека треба да се направи, може да се направи. А сега би сакала да се задржиме на едни други аспекти. Најпрвен, како ве прифаќаат карпошани од аспект на тоа што можеби рекла под наводници сте нов во политиката, бидејќи ова е еден прв ваков вид на политички ангажман каде што застанувате зад кандидатурата за општина Карпош. Колку го сметате за позитивно, бидејќи доаѓате што се вели со чисто политичко минато, односно допрва треба да го пишувате она што значи политичка тежина во вашиот живот, па и мандат ако станете градоначалник, и колку е мана, ако може така да се каже? Па како ме прифаќаат? Би рекол после на првично, нели, после ние први прашања кој е сега човеков, од кај се појави, нели, нормално јас не можам да бидам без разлика што сум карпошанец, роден, растен таму, имам голем круг на пријатели, сум бил дел своевремено, сум работел на територијата на Карпош во неколку мала, меѓутоа секако дека генерално непознат политички анонимус и она првично да кажеме прашање од каде, што, како. Сега веќе гледам дека наидувам дека луѓето ме прифаќаат добро, ме прифаќаат како освежување. Знаете, за жал живееме во општество кое е обременето од политика. Еве, јас денове до душа многу не пратам, немам време да пратам социјални мрежи и телевизија, меѓутоа на секој чекор темата ни е политика. Кој, кого, зашто, пак спротиставени, па цедните е црно, другите е бело и луѓето се, верувам, од сето тоа оптеретени. Така да мојот лик мислам дека го прифаќаат како освежување. Јас сум човек, како што рековте, кој ден немам поминато во политиката, не сум бил никогаш на политичка функција, не сум бил нити дел од некоја јавно предпријатие или не знам, значи цел живот се занимавам со работа во реалниот сектор и од тој аспект луѓето мислам дека добро ме примаат. Апропо мојот професионален ангажман, сум имал прилика на многу луѓе низ годините да помогнам во делот на здравствените проблеми. Гледам дека таа приказна се проширува сега, деновите тимови кои одат да ги посетат граѓаните, кој како ќе се сретнеме, ве поздрави во таа кула, тој ова сте направи, тоа сте направи, така да од тој аспект мислам дека е позитивно. Хендикепот што велите вие, што е плюс, што е минус, што е хендикеп, што е бенефит од она што сум јас нов човек, што можеби малку потешко се справувам со сите оние предизвици од типот на црни кампањи, па измислици, па може тоа малку ми
вака на почеток ми паѓа тешко и може тоа е едино мојот хендикеп што јас да речеме ќе треба да научам да се носам со сето тоа. Бидејќи го спомнавте, затоа во таа настока ќе ве прашам, како што кажавме, немате политички багаж зад себе, доколку станете градоначалник, доаѓате со она што значи допрва празен лист на кој што ќе треба да пишувате она што го ставате како наследство. Но во делот на тоа дека е актуелна веќе се го зазема својот жар и се разговорува политичката кампања, со тоа и реториката. И споменавте дека треба да се носите и дека учите како да се носите со таа црна кампања. Имаше и може да се забележи, може да се очекува во политичките кампањи и црна кампања, поинтензивна црна кампања. Дали вие гледате тоа како начин на кој што вие би сакале да водите кампањата? Дали може да оставиме и да извадите нешто од вашите политички опоненти во трката? Јас немам потреба од црна кампања, сето она што некој пробува на народот да му го сервира, народот знае да раздели, да воочи и да донесе заклучок. Јас мојата кампања ја заснувам на добра визија, значи на средби со луѓето, на средби со цели групи на граѓани, значи ние имавме средби, како што споменав, од здравствени работници, од здруженија за борба на лица со посебни потреби, од спортисти, од да не набројам се, од млади, од секој сегмент. И тоа е една позитивна кампања и една можност да се прикажете на гледачите онаков каков што сте. Немам потреба од измислици, немам потреба од црнила, многу доста име на луѓето од црнила, да им дадем една можност за посветна иднина, а она што врз мене деновиве се употребува од одредени против кандидати се воглавном измислици, немајки што да се најде за еден човек кој живее низ годиниве во еден реален свет, се измислуваат секакви лаги. Имаше одредени критики или посочувања кон вас дека се било мет и млеко, односно дека ви било многу лесно во изминатиот период. Може ли да поконкретно да ни откриете со што се занимавате, со кои предизвици и колку на што важи ваша професија ќе ви помогне во обидувањето градоначалник утре заутре, ако станете градоначалник на општина Карпош? Не ми било мене баш се мет и млеко. Ако вратиме многу одамна на моите почетоци, да речеме, ајде пак ќе кажеме од времето на полнолетството, значи повраќањето од послужувањето на војниот рок 93-та година, моите родители 94-та веќе беа од оние први стечајци, работеа во иста фирма и останаа без работа. Значи и јас и мојот брат кој е помлад 4 години од мене работиме од својата 19-та година. И не ни било баш лесно и едноставно. Како помлади сме работеле за да на некој начин си ги обезбедиме оние младалашки потреби на излегување, кога сме биле во круг на врзници чии родители се уште работеле и биле на можеби добри позиции, ние од сето тоа сме морале сами да го изработиме. Подосна, значи сум работел се и се што, од угостителство, најразличен тип на фирми, потоа стапи во брак со сопругата која и таа во своето семејство, еден од родителите беше стечаец, па живеев под кирија и така натаму, да не обременувам. Поентата ми беше дека мене воопшто ни животот не ми течело мет и млеко и никој ништо не ми дал на готово. Со стапувањето во брак, влегов во една многу убава приказна. Ден денеска сум во пријателски односи со собствениците на компанијата во која првично работев 10-11 години, која заедно ја создадовме. Значи на што сум особено горд, почнавме јас собственичката и уште една госпоја со идеја дека ќе работиме ортопедски помагала, за да после 10-11 години кога си заминав, остави фирма позади мене со 33 вработени, со 13 продажни салони, такви, често знам да кажам дека такви 11 на години, уште 10 пати да се родам, не знам дали ќе сработам. Едно огромно искуство за да созрем и преминам во нашата најголема фармацевтска компанија. Пошто на некој начин ете фирмата таму ја ставивме на здрави нозе, функционира и ден денеска, посебно сакам да ги поздравам и веќе 16 години сум 16-та година
фактички 2010-та, дел од компанијата која веќе со скоро 100 годишна традиција, таму сум дел од и таму не почнав од позицијата каде што сум сега, напредував некои 5-6 скалила за да дојдам пред 4-5 години до раководна позиција, работам со тимови, работам на проекти, пробуваме да направиме се во интерес на граѓаните, да бидеме еден добар дел од здравствениот систем, горд сум што сум дел од компанија која е можеби најопштествено одговорна, ние тоа некако не љубиме да го истакнуваме. Меѓутоа бројките зборат, фактите зборат дека низ сите овие години како во спортот, како во образованието, како во здравството, во едукацијата на здравствените работниците, како сме помогнали и сметам дека цел овој мој 32-3 години работен стаж и како ќе ми помогне. За мене, јас ова што гледам, мислам, ќе видам со што ќе се судрам во општината, меѓутоа ова што го гледам како потреба на граѓаните и како проблеми, за мене ми е несватливо да бидат нерешливи и зошто некој до сега не ги решавал. Така да сметам дека моето богато професионално искуство ќе ми помогне во работењето со општината. Значи ќе го земете вашето искуство во работење на проекти, работење со луѓе, менаџирање на тимови. Да, тоа е големо искуство. Го споменавте тоа дека не ви е јасно како до сега некои прашања во општина Карпаш не се решени. Може ли една општа груба оценка за како што се случуваше до сега во општина Карпаш и каде го донесе ова начин на владење на Карпаш под раководството или на актуелниот градоначалник? Како гледате ве како карпошанин, не зборам како кандидат во трка, него како жител на општина Карпаш? Па се тоа до сегашно работење доведе до моја провокација да нешто направам за општината, така. Значи многу ви спровоцирало нешто. Ако се било како што треба, а не е, зошто би се кандидирал јас? Значи ако мене ми е окей, ако са бајле кога станам немам проблем со полн контейнер, ако навечер кога ќе се приберам имам кај да паркирам, ако преку зима не морам да ги затворам прозорите за да не се угушим и да не мириса цел стан на палевини. И ако не се грижам за иднината на моите деца, значи би било се окей. И не би имал потреба да излегувам од комфортната зона во која сега се наоѓам. Она што го споменавме на почетокот, прашањето на мојата околина, која ти е сега потребата од една ваква, да кажеме, зона која носи комфорт, која мене ми е се познато во она што го работам. Од друга страна деновиве се судрувам со една позитивна трема која сум ја немал поодамна на Сабајле, која ќе станам со се што треба да се судрам низ денот, така да доколку се беше убаво и розево во општината, немаше да и тоа е општо, значи ја бев иницииран, морам да кажам и од дел од моето обкружување, кои го знаат мојот капацитет и на некој начин бев бустиран да ајде да направиме нешто за општината, за децава. И ние сакаш да кажеш дека некој препозна капацитет во... Јас можам да кажам дека барем моето обкружување во малото кај што живеам, значи едни генерации од мене по 6-7 години помлади, со 6-7 години постари, сите ја препознаа мојата иницијатива и се вклучени денови, без разлика што дел од нив нити се партиски определени, нити работеле во јавни предпријатија, сите се вклучени, сите сакаат некако да помогнат. Завчера имавме митинг, мислам, значи так извидов луѓе во лептокарија кои не сум ги видел 20 години. И сум овајто, ја не гласам години, ама овој пат ќе излезам. Значи, препознаваат луѓето човек, малец, кој нешто сака да направи за општината и верувам дека ќе успееме во тоа. Дека сте направили, сте застанале за луѓето кога имаат потреби и буквално сте се бореле за нивните права е вашиот активизам за егејците од Беломорскиот дел на Македонија. Так. Доста трнив пат, доста битки сте добиле. Може ли нешто за тоа да ни кажете, односно вашата активност во тој дел? Па ете, во тој дел често бев гостин и тука и во вашата телевизија и по други, тука малку добив искуство за овие интервјуи, обично во утринските програми како борец за правата на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија. Јас сум по татко по потекло таму,
по мајка да напоменам, што ретко се напоменува, сум скопјанец, стар скопјанец, чирчанец, а по татко сум од Беломорскиот дел на Македонија. Пред 6-17 години со една група на мои, ајде да речеме, соселани кои потекнува од исто село, случајно се запознавме, почнавме некои активности и веќе 16 години подоцна формиравме издруженија. Со текот на нештата станав и координатор на тие издруженија. Во основа ме боли неправдата која е направена на тие луѓе, на мојот дедо, на мојот татко кои се родени таму. Мојот татко е многу мал протеран, на 2 годишна возраст. Неговите двајца браќа, едниот мој чичко е се уште жив, 83 години чинам. Татко ми и другиот не се. Луѓе протерани, луѓе на кој е направено нешто кој јас го сфатив кога јас станав татко, кога јас формирав семејство. Значи, претходно растев со баба ми, со дедо ми, тоа ми беа како малку една врста приказни, знаете, вака беше, така беше. Меѓутоа, кога јас станав родител, кога станав домаќин, кога формирав семејство, сватив дека одеднашка, од еден живот идиличен селски таму некаде на југот, луѓево ги покренало нешто прво во 7-8 годишни војни, за да после се распрскаат на светот и некој ден денеска да не ги пушта да се вратат на своето огниште. Ме води болката, ме води неправдата, ме водат губитокот на наши луѓе, ние имаме и од двете страни, по баба ми, по дедо ми, загуби човечки, така да иницирано тоа, некои 16-17 години се борам за правата и правдините на генерално на македонците, а посебно на македонците од егејскиот дел на Македонија. Да, тоа е голема битка, мајки предвид дека читам дека секој по некого познава, јас имам корени од егејска Македонија, а мислам дека и секој некого познава кој што има таму луѓе, така што ова е приказна. Секој како каде поминувам, у кое мало ке ме застан. Знаете, јас имам таму, така да приказна кој што ги боли многу, затоа што и негде околу чинам нешто над 200.000 луѓе се пребегани тогаш генерално во тогашните источноевропски земји, еден помал дел во тогашна Југославија, меѓутоа во 50-тите години, таму негде од 55-та, 6-та, 7-та, кога се и моите дојдени од тогашниот Советски сојуз, тие сите се прибираат во матичната држава. Што е оно што би сакале да бидете запознаени ако го освоите, нели, градоначалничкото место на општина Карпош и успешно ги водите овие 4 години кои што следат, по што сакате да бидете запаметен? Би сакал да бидам запаметен по сето она што го набројавме да го реализирам и сакам да бидам запаметен како човек пред се, како пријател, сакам да бидам достапен. Јас верувам дека ќе имам капацитет, знам често да кажам дека ќе пробам со луѓето кои ќе ги наследам во општината, со вработените, ќе се потпрам пред се на нивниот капацитет. Не сум јас од оние кои дели, не знам, леви, десни, вакви, такви, по верска, по национална основа. Шанса ќе има секој што е моментално работи во општината и во главном едно од приоритетите ми е во првите денови од доаѓањето во општината да ги запознам малку подобро тие луѓе. Јас само делам на луѓе работници, луѓе кои малку сакаат да забушаваат и се надевам дека откога ќе се на некој начин запознаеме, формираме тимови со постоечките капацитети, ќе можам да добијам малку повеќе време да си подизлезам на терен. Сакам ова што го правам деновивек, кога се појавам во секое мало, на секое барање на граѓаните, да биде пракса еден ден и кога ќе бидам градоначалник, да бидам достапен, да бидам транспарентен и луѓето да ме познаваат и да ме паметат како таков. Пред уште кратко останува до она што значи изборен ден, односно денот кога треба да се гласа, ќе видиме каде ќе се завршат изборите во прв круг или во втор круг, но кои се вашите очекувања до крајот на изборната трка, како очекувате да се движи самата кампања, дали очекувате заострување и како гледате односно какви резултати очекувате од овие избори, генерално за кај вас и за на територијата на цела Македонија? Генерално, не знам што повеќе може да се заостри од оваа динамика. Јас денови имам еден така динамичен ден да очекував, нели, споменавме неколку пати, нов сум во целава ситуација, очекував дека ќе биде напорно, очекував дека ќе биде тешко, меѓутоа искрено
Ова бара таква концентрација, таква посветеност, физичка, ментална, и сметам дека овие денови е врвот на кампањата. Пробувам да одговорам на сите барања кај треба да бидам и да се појавам. Јас ќе продолжам во онака како и кога се појавив пред 3 месеца. Моето објавување беше на 6 јули. Ќе завршам така и до 19. Се надевам дека како на територијата на цела Република Македонија, така и во нашата општина, ние последните изборни циклуси бележиме мирни избори, бележиме фер, добри генерално. Нормално е да има некоја реторика на пецкање, на одирање по кандидатите ни со други. Јас ќе продолжам мојата позитивна кампања, ќе пробам пред се преку вас медиумите да се представам себе си, без да навлегувам во тугите животи, да ги нарекувам луѓето како што ги нарекуваат дома или погрно или не знам како што се прави од дел од кандидатите кон мене. Ќе останам доследен на мојата реторика, а од она што го очекувам да бидам искрен, апропо мене интуицијата не ми излажала во животот. На неколку пати кога сум бил на крстопат, јас често знам да кажам дека јас сум човек воден од емоција. Често кога размислуваме и рацијото и емоцијата знае да ме понесе емоцијата, меѓутоа никогаш до сега во моите над 50 години живот не ми излажало чувството. Имам една убава позитивна емоција, го чувствувам пулсот на народот, тоа ни го потврдуваат и анкетите. Имавме една пред 20 дена, деновиве излезе нова која потврдува дека ние со малку късмет и поддршка може да ја завршиме работата и во првиот круг. Тоа се моите очекувања. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам вам за можноста да прозбориме дека сме повеќе за отколку против. Почитувани, тоа беше емисијата За или Против. Се надевам дека дадовме одговор на прашањата кои што ги имавте. Јас ви посакувам убав остаток од денот и секако убав викенд пред вас. Убава вечер и останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.